Добро вечер, почитувани дами и господа, каде и да сте, се надам дека сте вашите топли домови. После долг временски период се сеќавате заедно со моето лик тело, Ремек тело, Боки 13, стендап колумна ББ13, па ќе се потрудам да бидам многу директен во она што имам да ви го соопштам, преди тоа што од достатни политичари, уште подостатни интелектуалци дојдовте на тоа дереđe на кое што сте. Мојата вечерашна тема е сељаци. Па сега ќе се запрашате зошто токму јас зборувам за сељаци и веднаш ќе почнете да фрлате со дрва и камења по мене, поради тоа што вие сте навикнати на тоа, вие сакате да го каменувате моето име, дури имате желба тоа и физички да направите, али немате можност. Што е тоа сељак? Е првото прашање на кое што треба вечерва да разговараме. Многу мислители се потрудиле да објаснат што е сељак, но никој не го дал вистинскиот одговор, поради тоа што они се само едни обични сератори во празно. А јас, она што ќе го направам вечерва, ќе се потрудам да ви дадам вистински одговор на прашањето што е тоа сељак. Кога кажам сељак, не мислам јас на буквално сељак кој што се родил на село. Немам ништо против него. Сељак, жаргонски кажано, е некој кој што се роди било каде, може да се роди на Бел двор, може да се роди у Скопје, у центар, може да се роди у Белград на Кнез Михајлова, али сељак се раѓа. Неговите основни карактеристики, односно сељачките основни карактеристики се примитивност, анималност и кој ќе каже за некој сељак од душа. Така да, со најпрости зборови кажано тоа е сељак. Јас, како секој досаден политичар, имам дека подседник, па да се подсетам преди тоа што ипак сум јас плавуш и не можам себе сапам. Да, велио дека може би е стварно грешка што жаргонски кога сакаме некого да навредиме и кога споменуваме некого во негативна конотација, викаме сељак еден. Може би е погрешно. И на самиот старт сакам да се оградам во ова моје јавно обраќање. Драги мој честен и поштен селанецу, респект за тебе. Јас вечерва се бавам со сељак, односно сељаци. Па да почнеме. Кои се главните карактеристики на денешните сељаци? Односно, рецимо, доколку некој не зна и прв пат излегува во град и сака да биде запознаен со тоа како се препознава и како се манифестира сељак. Тешко прашање, но има многу примери поврзани со ова прашање. Рецимо, јас сум скопско дете. Не го кажувам ова поради тоа што сакам да се курчам, него тоа е вистина. Јас потекнувам од стара скопска фамилија. Шетам јас из мојот роден, напатен и тажен град Скопје, за жал, и во еден момент поминува едно брзо ауто, бесно ауто со некакви, немам појма, како се викаат тие на тркалата, светат, златно, жуто, сребрено, сите бои. Поминуваат нормално, од турбофолк, гласно се слуша, и застануваат токму пред мене, а јас така фино, симпатично, нормално, малку по малку, арогантно, као секоја права дива, застанувам да купам цигари, шетајки по мојот град, со мојата права Шанел ташна, и што да видам, од тоа ауто излегуваат два набилдени идиоти, и по два набилдени идиоти мора да идат уште две мали девојчиња со тенденција да станат професионални курвичиња. И што се случува? Кога ќе видиш такви, мора да имаат милион тетоважи. Обично на таквите тетоважи има по некаков верски символ. Дали е тоа крст, дали е Дева Марија, дали е Богородица, само се уште што не го ставиле Исус на она интимно место, поради тоа што веројатно такви бидат многу блиско до Бога. И кога ќе видите, значи, такви набилдани фраери со две мали девојчиња со прекратки сукњичиња, со тенденција да станат професионални курвичиња, тоа ви е првиот знак дека станува збор за новопечени сељаци. Значи, кога кажам новопечени, тоа значи дека имаат стекнато некакви финансии, под сомнителни околности, иако јас сум прогласен за number one криминалец во Република Македонија, но, ајде, мене
mi je dozvoljeno sve, pa tako da nema da se bavim sa sebe, iako mnogo je pointeresan da izboram za sebe, ne da izboram za seljaci. Ali koga već ne odbrala temata, moram i da je završim. Znači, karakteristike za всеки seljak su dobra kola, obavezno za temneti crni stakla, se tripува da se dek se kriminalci pa samo otvarat malko prozor, za da može samo tetkata da proviri. Obavezno žvakat masti ki se otvore na usta, mislim da to je in. Gledat na reklami Orbit, mislim da tako treba. Glasna muzika, to Ceca, Seka, Alex i Žina, to obavezno ide, po default. Mislim, Blagica Polska, ne znam da li je pušta. Maš seljak, obavezno im je stetovirani, kao što je rekao Fred Malko, verski simboli na sebe, pored to što sve koji maš seljak ima tendencija da stane kriminalec. Pored to što ne može da je kriminalec, onda je polukriminalec, ili popularno je svega site seljaci da šmrkat kokain. Pored to što, verovatno, kako je dođe do prvite pari, slušnale deka nekada je interesno da bidat in i da bidat cool sa droga i tako da sve koja stora budala u Skopje je nadrogirana i oni koji što misle kad ne sam drogirani, se nadrogirani. Mnogo sportisti se drogiraju, samo ćutat. Da nekaj kažemo neka sledna prilika. Za žena seljak. Mora da ima najkuso haljinče koje što postoji, to se nikad narodno kažem dopičnjak. Znači mora da ima tako fusnanče za da bide ona cool. Mora da ima žuto, zeleni, ne pojma kakvi štikli, za da misli da je isto cool. Žena seljak u današnje vreme ima tendencije da stane pejačka, da stane voditeljka, da bide popularna zvezda na TV. A on je, koji što ne saka da se baca javna rabota sa seljanki ženi, onda ima tendencije da stane ili sponzoruši ili moderno kažem da se starleti. Pa svega, ako se prepoznavate ova, sve što kažete, ja se izvinuam, ali takvi ste, neve napravi jave na kraju lepo doma. Kako da ubijam seljak? A onda ne treba, onda 80% od Makedonije ne treba da ima, ako ovo bukvalno smisla, ovo pojim kako da gi ubiješ, onda samo da ga ignoriraš. Seljaci te najveke gi boli koga ga ignoriraš, ko ne postoje za tebe. Pored to što stvarno ne postoje. Postoji postoje čim se bavim s ova, ali mora neko isto